60 милиони евра повеќе се потрошени во овој месец од тековното трошење на владата. Дали истото, не дали се извинувам, тоа е непотребно прашање, истото ќе се случи сега на овие избори, дали ќе бидат председателски или вонредни парламентарни, се едно. Повторно на фирмите, долго што во овој период им го повторно генерирате, ќе им го вратите со пребивањето со ДДВ во февруари и во март, а во март, спротивно на изборниот закон, на законот за спречување на корупција, ќе ги пуштите субвенциите, трансферите према приватните, специјалистички или општи здравствени организации, ќе исплаќате вонредни социјални расходи. Тоа се покажа 2013 година согласно вашите податоци. И ден денес не ми го одговарате тоа. И што ќе се случи ако вие сте кандидат за председател? Да очекуваме 2 пати повеќе вакви незаконски трошења надвор од годишната програма и тековно финансирање на владата. И на крај, господине Ставревски, бидејќи не ги добивате потребните пари од Светска банка, од Меѓународниот монетарен фонд, како што тоа го добивавте лани, преквани и така натаму, се свртевте кон домашните банки во многу поголем обем, отколку што тоа беше случај претходно. Ме интересира како економист да ми објасните оваа равенка. Сите банкари го говорат тоа што го знаеме и сите. Банките се полни со пари. Народна банка срамежливо, но сепак сигурно од време на време ја намалува за четврт поен референтната стапка. Ме интересира, господине Ставревски, зошто не се зголемува кредитна активност на банките? Зошто нема поопипливо намалување на каматните стапки на кредитите, нормоносото и на депозитите? Зошто? Ја ќе ви го дадам мојот одговор. Логичен, едноставен и единствен. Затоа што на банките не им требаат фирмите, не им требаат граѓаните, си ја имаат владата. Само во вие 3 месеци се задолживте 400 милиони евра. Да вратите и да земете нови. И сега до нова година ќе имате уште едно задолжување. Ме интересира до кога ќе ги држите банките зависни од вашето позајмување и ќе ја држите каматната стапка на 3 или 6 месечни орочени депозити на 5-5,5%. И затоа после кој ќе повлече кредит и на кој банкар ќе му даде на некоја црна фирма и ќе даде таа фирма под хипотека недвижност, кој што го има во изобилство и не може да се реализира. Па нема намера да даде пари на фирма. Ке му се јави на Ставревски и ќе рече, кој да е? Комерцијална, тутунска, како најголеми, стопанска, третата. Колку ви треба? 100 милиона, 100 милиона. Знае ке ги врати, ризик 0, камата колку сакаш. 5,5% на 6 месеци. А една фирма треба да моли за 9% за да плати плата или казна. И да го моли директорот на банката да го чека 3 месеци да дојде до него. А не да е Боже ако му е реализира хипотеката. Отиде. Падна, што би рекле на спортските кладилници, господине Ставревски. Затоа нема во Македонија кредитна активност. Бидејќи целокупниот ликвиден капитал вие си го усисавате у владата. Шуќур да го враќате назад, ама не го враќате. Кога треба да се инвестира во кредити, во автопати после 8 години, не отидовте ке домашните банки, не отидовте во Светска банка. Отидовте ке кинезите, кои што 10 милиарди евра ги даваат на цел регион и нив им се исплати. Тие ќе бидат во профит кога ќе завршат со градењето на автопатиштата. И секоја чест на таа кинеска политика. Тоа му го кажа ви на амбасадорот. Шуќур македонскава влада да прави нешто слично на тоа. Ама нема адабер, ниту појма. И конечно, знаете ли колку изнесува сега долгот на централната влада, а не јавниот долг, кој што никој во оваа држава не го знае? Кога јас говорев пред 6 месеци дека тоа е 34%, Ставревски велеше, не, 28, 29. Има стенограми. Сега сте објавиле 34%. Централна влада, сега го провери податокот.
Но во овој долг ги нема заемите на Агенцијата за државни патишта. Ги нема заемите што сега треба да се земаат на оваа седница преку 150 милиони евра. Ги вадите надвор на јавните предпријатија. Само ради менеджмент со овој податок. Кога нивки ги додадете, само долгот на централната влада, кај што сте вие гарант на централната влада, е 44% од бруто домашниот производ. 44. Тука не влегуваат општините, тука не влегуваат останатите јавни предпријатија, бидејќи за нив немам податоци, иначе ќе ви го пресмутам. Ова е врвната манипулација која што ја правите, ама кога тогаш некогаш ќе излезе на крај. И конечно, сега, после некое време на оваа седница треба да гласаме за еден заем од 17 милиони евра за вештини и иновации. На оваа тема сте многу циничен кога се споредувате со времето на СДСМ. Ме интересира, господине Старевски, после 8 години признавате дека економијата или луѓето или човечкиот ресурс нема доволно вештини и иновации, па треба заем да земеме до 17 милиони евра за тоа? Ова го говорам бидејќи правевте една аналогија со 2005 година и 2006 година со еден друг кредит од Светска банка. 17 милиони евра ќе земете за вештини и иновации. Господине Ставревски, град Скопје, а вие на град Скопје му давате пари на јавното сообраќајно предпријатие за бензин, за дизел, за гориво, немаат гориво. Автобусите на ЈСП ги плаќаат сите граѓани, горивото, дизелот на ЈСП го плаќаат сите граѓани, и тие од Тетово, и од Струга, и од Струмица, и од Кичево, и од Скопје, ама затоа ЈСП ќе гради панорамско тркало. И ќе го стопанисува Милениумскиот крст. Граѓаните не пијат здрава вода во Скопје, заради оловните цевки, и азбестни се извинувам. Ама затоа на водовод му давате пари за барокна зграда. Господине Старевски, ми останавте должен еден податок, зошто оваја следната и после неа година ќе издвоите повеќе пари за изградба на вештачки плажи, отколку што ќе изградите, ќе дадете од буџетот пари за изградба на социјални станови. Зошто оваа влада издвојува од буџетот повеќе пари за вештачки плажи, ставка која што ќе најдете во Министерството за транспорт и врски. А таа ставка и тие пари се повеќе од парите за социјални станови. И кога ќе оддадете одговор на тие пари, господине Ставревски, кога ќе дадете одговор зошто во оваа држава станаа домашни инвестиции, кантите за ѓубре, платени од кредит што вие ги отваравте, или па гледам вчера и не ми се верува, се промовира како врвна инвестиција на 4 телевизија, пренесуваат реновирање на 4 канцеларии за центри за социјални грижи. 4 социјални грижи центри ќе се реновирале, тоа се 20 врати, 500 квадрата паркет, 20 бироа, 50 штекери и 4 WC шолји. Тоа е инвестицијата која што 10 минути ја гледаме во сите вести, вчера и завчера промовирана од оваа влада. А пазете, Македонија била трета во Европа, па чатпат прва, па втора. И на крај една замолница до вас лично. Може, кога веќе, господине Ставревски, одлучувате да не одговарате на суштинските прашања, може барем да не глумите лицемер и да не ја навредувате интелигенцијата и емоциите на граѓаните? Вие, кои што годишно трошите 2 милиарди и 600 милиони евра, но на Валентина Стефановска како да ја градела пирамидата на Кеопс пари давате. Вчера излегувате и велите нема пари за новогодишни пакетчиња и вечери и свечени ручеци на администрацијата. Аман тебе молам. Тоа е антикризната мерка. На децата да не им дадете новогодишни пакетчиња, на тоа ќе зашпарате. Па може да ви дадам еден предлог? Ај продајте 5 коли, ај Трајко Велјановски нека не го обезбедува полиција и го блокира цел град пола саат од Сабајле, пошто нема никој ништо да му направи, бидејќи нема употребна вредност. Ети ви ги парите, дајте им на децата пакетчиња. Ама најмногу од се, ај почнете да водите одговорна политика, па родителите сами да можат да им купат на децата пакетчиња, а не да глумите лудило и да ни кажувате дека ќе зашпарате пари со тоа што нема да им дајете пакетчиња на децата оваа година. А вештачки плаши ќе правите.
А панорамско тркало ќе правите. А Прометеот го направите. А за тоа има пари. За допакечињава на децава дојде, нели? И баш ме интересира како ги се почастите вие сложно издушно во владата воочи нова година. Со набавките на специјалните оброци кои што ги имате за ручек во владата од еден ексклузивен скопски ресторан, наместо тоа да биде од страна на владата од рестораните на службата за општи и заеднички работи. Кога со исти аршини ќе почнете да се однесувате кон граѓаните, тогаш ќе можеме да разговараме на ова ниво. А немојте децата и нивните родители да им ставате сол на рана и да им кажувате дека леле, колку се секираат за парите, па уште и пакетчињата ги скратиле и частењето во рестораните. А цела година, 364 дена масакар направивте со македонската економија и луѓе крај со крај не може да скрпат. Треба ли уште да говориме дека сме против овој буџет? Не треба, благодарам. Министерот за финансии има реплика, повелете. Благодарам, председателе. Почитуван пратеник Ивановски, оваа дебата меѓу вас и мене многу ме подсетува, пошто со спортски жаргон почнавте, јас ќе ви одговорам, многу ме подсетува на дебатата меѓу Арсен Венгер и Алекс Фергусон, кога Арсенал освојуваше титули, Јани добро го знае тоа, 2002-2003 со Беркамп и со Анри, а Фергусон тврдеше дека Манчестер Юнајтед е подобар. Меѓутоа, резултатите покажуваат и бројките кој е подобар во секоја ситуација и јас ќе останам на таа дебата со бројки да ви докажам дека ВМРО ДПМН во овие 7 години е многукратно подобар во резултатите во однос на СДСМ и многукратно подобар од сите земји во регионот, како влада, како резултати Македонија ги оствари, што ги оствари во овој период. Првиот податок за кој што вие секако би сакал да се изјасните е како според вашите објаснувања дека се е лошо во Македонија и дека лошо сме работеле, вкупно во овие 7 години Македонија оствари просечен раст од 2,8%, кој што е петти најдобар во Европа. Само 4 земји, Турција, Полска, Словачка и Црна Гора имаат повисок просечен економски раст во овие години, а 30 други земји во Европа се зад нас, господине Ивановски. Значи, не можам да ве разберам како економист, сакате да кажете дека Македонија можеше да остварува стапки од 7% раст во овој период. Ако тоа го тврдите, тогаш имаме сериозен проблем и јас не можам да ви одговорам на тие прашања, бидејќи се дисквалификувате себе си како економист. Во услови на криза, Европската унија во исти период оствари просек од 0,8%. Македонија има 2,8%, значи сме работеле подобро отколку земјите во регионот и другите земји. И на тој начин сме направиле максимум во тие околности во кои што се работел. Второ, господине Ивановски, зошто упорно одбегнувате да ја прифатите вистината дека Джонсон Контролс отвори 325 работни места? Тоа се 325 семејства. Зошто вие не помогнавте да се отвори таква фабрика? Во Штип Джонсон Контролс 768 семејства се хранат од платата што ја добиваат. Зошто вие не отворивте една фабрика, пак имаше две? Уште толку семејства ќе има добра екзистенција. Во Скопје Джонсон Мети 448 фамилии се хранат од новите работни места. Кемет Електроник 177 семејства, Протек 50, Технохозе 32, Ванхол 250, Кромберт и Шуберт во Битола 800 вработувања има сега. Ке има 3000 вработувања до крајот на реализацијата на инвестицијата. Замислете, господин Ивановски, ако и СДСМ работеше така лошо или добро, како сакате квалификувајте го и отвореше уште една фабрика во Битола. Или во Кавадарци да отворевте, еве 1050 вработувања има во Дрексер Мајер. Зошто вие исто така не отворивте една фабрика, па така ќе ги решаваме проблемите на граѓаните, заеднички немаше да се обвинуваме дека граѓаните немаат перспектива. Ние во овој мандат, во услови на криза, успеавме да се отворат 5428 работни места во овие фабрики и ќе се отворат уште 7000 до крајот на реализација на овие инвестиции. Благодарам. Благодарам. Господинот Ивановски Игор има контрреплика. Не би разбрав аналогијата со Арсенал и Манчестер Юнајтед. Јас не сум навијач на Манчестер Юнајтед. Ама не знам што ви беше тезата. Океј. Господине Ставевски, вие ли сте тој кој што за 2012 ветивте раст од 4,5%? Вие, на оваа говорница, заврши со минус 0,3. Само тој пат, само тој фрапантно промашување на економскиот раст ми дава легитимно за право да се сомневам во вашите проекции.
И господине Ставревски, јас не се воопшто потресувам, напротив, сакам да има странски инвестиции, јас ги поздравам и нови работувања. Тие се за добробит на сите. Но јас ви кажувам дека за да ги донесете тие 200, 300 или 500 вработувања, цената што ја плаќаат сите е 2000, 3000, 5000 нови невработени или седење на завод, бидејќи ги плаќат овие фирми со 50% од законот за помош. А во македонските компании не инвестирате ништо. Напротив, им ги зимате преку казни, санкции и преку лош економски амбиент и нестабилна правна структура. Тука фундаментално се разликува. Благодарам. А Манчестер пак ќе биде првак.